Добра вечер, поштована публика, и добре дојдовте во 77-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот скоро секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Заблагодариме на невремето кое што ја затекна Канада деновиве, односно денес кога започнува. Па ете, повторно имаме прилика да се вратиме на една од нашите омилени активности, а тоа е коментирањето на коментарите кои што ги даваат и на лагите кои што ги протнуваат и манипулациите кои што ги наметнуваат старите и новите и никогаш незаминатите во пензија извршители и службеници на службата за државна безбедност во сите неизини различни инкарнации. Деновиве ние веќе започнавме, ова е втора епизода од тоа што ќе биде серијал од веројатно уште 2 или 3 епизоди. Од анализа на последново интервју на Слободан Богоевски кај во центарот, односно кај Васко Ефтов. И тука гледаме една нова, мислам дека се почеток за градење на еден нов наратив од страна на службите. Доколку можеме да го употребиме она што го знаеме за службите, знаеме дека тие ништо не се работи така на своја рака, ништо не се работи спонтано. Овдека овие работи кои што се наметнуваат тука, кои што како веќе спомнавме во првата епизода, се едно повторна ревизија, едно повторно препишување на македонската историја. Сега тука се жртвуваат некои златни телиња, некои идоли на комуничката историја, која што до вчера моравме да се крстиме во неја. Меѓутоа се наметнуваат и некои нови, како да кажеме, фантастични некои видувања на македонската историја, а и го имавме до сега и, јас би рекол, сепак од ова интервју најголемото изречие, најголемото тврдење, најголемото признание кое што беше дадено во интервју, кое што го обработивме во минатата емисија, а тоа е потврдувањето на нашата теза дека има тесна соработка помеѓу македонската и бугарската служба во однос на градењето на сликата за бугараштво, особено кај ВМРО ДПМНЕ. Кај ВМРО општо, како појава, меѓутоа конкретно тука зборуваме за партијата. Зборуваме за партијата, споената партија ВМРО со ДПМНЕ од 90-та година. И сега затоа пак се оди на старата игра да се пак е бидејќи ВМРО прашање мора да се прогласи како пробугарска партија, бугарска партија. Бугарска партија. Сега, значи, откако се закитивме со медаљата прошлиот пат, сега да одиме во малку подлабоки и пошироки анализи на изречените работи од Слободан Богоевски, кој што, како што рековме, според она што го знаеме од нашите анализи на работата и методите и практиката на службите, можеме да претпоставиме дека ова интервју е направено по претходно подготвен план и одобрување од началникот. Сигурно тука има учествувано малку поголема екипа на историчари, на квази историчари, на овие што се задолжени за пропаганда и психолошка војна. И секако овие двајцата се само лицето на таа служба која што ние можеме да ги видиме, и сега тие ни кажуваат како треба да размислуваме, како треба да ги избришеме некои работи од нашите мозоци, и кои сега едноставно ни даваат налог кого треба да мразиме, кого треба да славиме. А тоа е сега Богоевски понатаму ќе зборува за длабоката држава, но ова е гласоговорникот на заробената држава, на Deep State-от, се јавува да каже дека кој е длабоката држава. Држте го крадецот. Тоа е сега, тој ни е готова новата форма, новиот план, да каде кој е длабоката држава, кој е крадецот, кого треба да гониме. Кого треба да мразиме и кого треба да гониме. Така. Да почнеме. Значи одиме директно со Слободан Богоевски во центар. Страна на нашата спознаа.
Zapravo kај нас и сосем со право добивме епитет дека се и нешто друго покрај тоа. Тука зборува за тајните служби. Заради распаднатиот во целина уставно-правен поредок, а потоа и безбедносниот систем, што јас не го очекував, бидејќи во периодот на процесот на осамостојувањето на Македонија и пред тоа верувавме дека ако бидеме самостојна држава, дека ќе можеме на еден пристоен начин да го уредиме и функционирањето на тој систем и во целина на нашата држава, ако не многу подобро, али барем малце подобро од тоа што го живеевме во поранешна Југославија. Сега, според заклучоците на сите оние кои што на еден начин или на друг начин имаат некаква соработка и поддршка со господинот Богоевски, па мислам дека и тој беше на иста линија во однос на лустрацијата, дека мене сега не ми е јасно зошто тој вика дека во независна Македонија требало да се изгради некој систем подобар од оној во Југославија, бидејќи како што знаеме од нивните според нивните тврдења и според она кои луѓе гонела службата кога тој бил активен во службата, знаеме, односно ни беше наметнувано дека се било супер. А добро, сега тој во познатото да може да ќе каже каде бил проблем. Бившата држава. Не бил проблем службата. Се тука бил проблем да не го зимаме зборот. Да, ќе дојдеме од таму. Меѓутоа сакав да го спомнам ова пред да навлеземе во другото нешто што го спомна тука, а тоа е целосниот распад на уставното устројство на државата. На бивша држава. Па мислам дека зборува за сегашната држава, мислам дека зборува за Република Македонија. Да, се извинувам јас. Сега. Ајде, јас вака лаички ќе го започнам прашањето, па ти можеш да ни дадеш малку посериозен. Во досијата кој што јас ки имам обработувано, од 90 на нааму, еве сега тука ќе ги спомнам две, кои што се обработувани на Котле, на вебсајтот Котле. Едното е твоето досие, другото е досието, односно здруженото досие на двајцата синдикални лидери, Лефтеров и Стојановски. Да. Во сите досиеја, што ги имам сретнато, особено од тој период, се зборува дека службата работи кон разбивање и сузбивање на работата на известни индивидуалци кои што работат кон рушење на уставниот поредок. Сега вака, Дали тие победиле, значи дали ти и Блажо Стојановски сте победиле во борбата за рушење на уставниот поредок? Ајде, малку да почнеме од вака. Што биле обврските на службата? Каде беше која контролира? Да. Еве, да видиме, ова е значи од текст кој што си го пишувал ти. Конкретно тука не интересира само извадоци од текстот. Јас ќе ставам линк до текстот ако сакате да го читате. Меѓутоа, ова е еден текст од твоја од 2017 година, каде што цитираш, односно ги наведуваш задачите на службата за државна безбедност според уставот на Република Македонија. Точно така. И тука вели вака: обврски на службата за државна безбедност, односно Управа за безбедност и контраразузнавање. По точка 1, тоа е заштита на безбедноста на Република Македонија. А по точка 2 се вели дека е откривање и спречување действија усмерени на подривање или рушење на со устав утврдениот поредок на Република Македонија. Поточно заштита од шпионажа, тероризам или други активности насочени кон загрозување или уривање на демократските институции утврдени со уставот на Република Македонија со насилни средства, како и заштита од потешки форми на организиран криминал. И сега повторно ќе ти го поставам прашање. Ти си обработуван токму под овие под оваа рамка како некој кој што е осомничен со знанија и податоци, индици дека исто и кај Лефтеров и Стојановски,
дека вие луѓе сте работеле кон уривање на уставниот поредок и затоа сега повторно ќе го поставам прашањето. Дали вие успеавте во вашата цел, дали вие ја победивте државата и службата за државна безбедност, затоа што нејзиниот поранешен прв човек вика дека во Македонија веќе постои ситуација на срушен уставен поредок. Па јас питерно малце да видиме како е рушен уставниот поредок и кој го рушил. Дали јас, Блажо Левтеров и уште гонети по... Или уставниот поредок е рушен од тие кои треба да го чуваат уставниот поредок. Значи, да додавка запирка на моето прашање. Да. Или службата гонела погрешни луѓе. Службата обработувала погрешни луѓе. Службата не ги обработувала луѓето кои што го рушеле системот, туку ја задоволувала формата која уставот ја одредува, да работи XY работи, и тие вика еве, она кокошка таму, она магаре, оние волци во шумата, тие работат кон уривање на системот, а овие овдека што... Затоа ќе појдеме, се пишува еден текст пред, така направи една, како да се знаел дека ќе има вакви емисии, кај ќе ни требаат овие текстови. Ова е текст посветен на Геровски. Тоа е негово гостување во Заспи ако можеш и тука нема да го коментираме. Него ќе одиме по една она што ни треба на нас. Вели вака. Прво малку ќе поразговараме за што тоа ќе биде првиот дел на разговорот, кого гонела и зошто гонела службата и по кои закони гонела. Тоа е многу битно. Бидејќи секој кршење на устав треба да го спречува ДБК. Овдека имаме самата ДБК е таа која крши уставот. Новиот устав кој е донесен на 17 ноември 1991 година. Чекај, ти тврдиш тука, ова е големо тврдење. Да. Ти викаш... Не тврдам јас, предлагам докази. Па добре, сега го тврдиш, а потоа ќе ја градиме твојата теза. Значи, велиш, она што се обврските на службата за државна безбедност, односно за безбедност и контраразузнавање, уставните нејзини обврски, да го штити уставот, односно со устав утврдениот поредок на Република Македонија, од действија усмерени на негово подривање или рушење, ти велиш дека таа е впрочем институцијата, организацијата, групацијата која што го работи тоа. Непочитување на устав е рушење на уставниот поредок. Тоа е број 1. Тоа е најпластична форма на... Најпластична форма, најјасно, најлесно да го воочат луѓето. Непочитувањето на уставот е рушење на уставниот поредок. Бидејќи уставот ги нормира сите закони во државата. Сите постапки на сите институции се нормирани со устав. Не се нормирани на пазар, купување јајца. Да. Точно секоја институција знае што треба да работи и во кои рамки го работи. Да, еве сега да го земеме правото на слобода на говор. Да. Уставот вели дека правото на слобода на говор е неприкосновено. Тоа значи дека не може да постои било каков закон, законски акт, нормативен акт или било каков правилник кој што може да го узурпира тоа право. Или не може никој да биде осуден и да биде прогласен за виновен без правосилна судска пресуда. Крај. Значи се она што додека не му се докаже на човекот вина со правосилна пресуда. Значи да ги искористи сите инстанции во судството, тоа е невин. Да. Тоа е исто. Да, исто тоа е уште една работа која што го нормира уставот, или дека секој е невин дури не се докаже поинаку на суд. Само уште ова е една нијанса која што сакам да ја потенцирам околу уставот и посебно е оваа работа околу слобода на говор, а ова може да се пренесе и на други некои идеи. Значи уставот со тоа што ја гарантира слободата на говор дозволува да се води дебата и да се шпекулира околу тоа како би изгледало доколку се
укине слободата на говор. Да. Меѓутоа, не постои никаква рамка каде што може да се направи тоа. Не постои. Значи, уставот со таквите работи уставот дозволува голема слобода на размена на мислење, дебата, на работа, на искажување на мислењето. Не може никој не може да канализира, ќе ги употребиш само овие 200 збора. Или тука е она што денеска се прави. Се наоѓа начин да се ограничи слободата на говор. Но да се вратиме сега. Ќе одиме на она што е најбитно за нашава дискусија и за докажување на тоа што Богоевски дека УБК, СДБ е наместо биде чувар на уставот, тој го крши најмногу уставот. Тој почна да го крши уставот. Според нивната формулација, УБК представува злосторничко здружение или терористичка организација која што работи, која што активно го крши уставот и го подрива уставниот поредок. Го руши уставниот поредок. Ќе појдеме од членот 17 на уставот. Тоа е и тука Не, обратно. Член 17. Добре. Член 17 вели вака: се гарантира слободата и тајноста на писмата и на сите други облици на општење. Само врз основа на суд може да се отстапи од начелото за неповредливост на тајноста на писмата, ако тоа е неопходно за водење на кривична постапка или тоа го бараат интересите на одбраната на републиката. И другите средства на комуникација. Тоа не су, тоа стои исто така во член 17. Сега, значи, уставот кој е донесен на 17, 11, 91 година, вели јасно дека прислушкувањето е нормирано строго и тесно е нормирано. Вели просто без судски налог нема прислушкување. Сега, би сакал и ова само да го додадам тука, бидејќи сега тука постои една привидна контрадикторност. Што првиот пасус вика се гарантира слободата и тајноста, а другиот пасус уредува како може да се прекрши таа тајност. Да се прекрши. Сега, тука логичниот заклучок е дека бидејќи тоа е некоја гарантирана слобода која што е неприкосновена, мора да постојат сериозни индиции кои ќе дозволат такво кршење. Значи не може да биде и затоа Чичо ми слушнал од стрикото на неговиот цимер. И затоа суд треба да донесе решение, службата СДБ треба да му приложи докази на судијата, на судот, и тој да ги оцени дали тие докази се валидни и да одобри прислушкување. Тука затоа постои таа безсудско решение. Не може да се прислушкува. Бидејќи судот е независна институција. Така треба да биде по уставот. Таа не подлежи под влијание ниту на службата, ниту на власта, ниту на парламентот, никој. Судската власт е независна. Сега имаме пример дека ова правило е кршено, дека овој член од уставот е кршен. Имаме решение за прислушкување. Те молам. Имаме едно тука. Не, решение погоре. Првото. Го помина. Ево тука. Да. Еве да го прочитаме и него. Ова е од 94-та година. 94-та година од мај месец, 4 мај. Врз основа на член 24 од Законот за основите на системот за државна безбедност и службен лист на СФРЈ. Тоа е Социјалистичка федеративна република Југославија за вас помладите. Број 1584. Обично бројот има некоја врска со годината кога е издаден, или со 84-та. Значи, зборуваме 94-та година, 3 години по прогласувањето на независност. Зборуваме за закон кој што е донесен во 84-та година во СФРЈ. Тука ќе застанеме. Ќе се качиш малце понагоре, така, и членот 6 од устав, членот 6, не 5, уште малку оди, членот 6.
Тука е. Член 6 вели за Полека да објасним една работа. Бидејќи пред да се носи уставот, се носи уставен закон. Тој закон, бидејќи Македонија е новоформирана држава, нема собствен устав и може да додека да донесе свој устав, може да ги користи, мора да се уреди начинот на користење на законите од старата држава, државата од која е произлезена. И во член 6, значи тоа е уставниот законник. Да, законник кој прецизира што смее и како смее да се користи додека уставот не биде донесен. Значи тоа ќе биде некаков прирачник за употреба на уставот на СФРЈ за потребите на Република Македонија. Да, додека не се донесе уставот и додека не се прогласи. Значи тоа ли го објаснува фактот што се користи овој закон во 94 година? Пишува, прочитате го член 6 и таму пишува се е јасно наведено. Нема уставот е многу прецизен, и уставниот закон е, бидејќи тој е дел од уставот. Законите што не се во согласност со одредбите на уставот на Република Македонија ќе се усогласат во рок од 1 година од денот на прогласување на уставот. Значи сите уставот е донесен на 17 ноември 1991 година, значи до 16 ноември 1992 година. И втора година може да се користат законите од бившата СФРЈ. Значи законот за прислушкување членот, тука се прави сега една, ќе објасниме сега, прочитате го повтор се горе на, тука, прочитате го сега натака, кај што прекина 80-та година. А во врска со член 5 од Уставниот закон на Република Македонија, службен вестник на Република Македонија, број 5291. Кај се слуша надолу, го член 5 што вика. Наместо член 6 да се користи, кој прецизира, прочитате го каде се прави тука е првата манипулација. Член 5 од Уставниот закон од наведениот службен вестник број 5291 вели вака: постојните сојузни прописи се преземаат како републички со надлежностите на органите утврдени со Уставот на Република Македонија. До постигнување на договор меѓу суверените држави на СФРЈ, Република Македонија може да го довери извршувањето на одделни прописи на сојузните органи. Ако органите од став 2 на овој член прописите не ги извршуваат во согласност со суверенитетот и интересите на Република Македонија, нит ги извршуваат органите на Републиката. Сојузните прописи со кои се уредува организацијата и надлежноста на органите на Федерацијата не се применуваат во Република Македонија. Малку сега останувам збунет, бидејќи ако од една страна Македонија прогласува независност и суверенитет надвор од рамките на СФРЈ, како може Република Македонија да го довери извршувањето на било какви прописи на сојузните органи на државата која што веќе се распаѓа или не постои? Која што излегува Македонија. СР Југославија остана СР Југославија. И таа го прифати овој устав. Така да уставот важеше уште. Океј, држава во распаѓање. Во распаѓање, ама од која што Република Македонија бара да излезе, значи нешто не чини за таа држава. Членот 6 ја обврзува службата. Ова е овдека е свесно правена манипулација, но уште полоша манипулација, бидејќи некој јасно кажува дека може да му ги пренесе ингеренциите на водењето на службата, на одредување кој ќе се гони, што ќе се гони, да се работи по законите на старата држави. Тоа е направено. Врати го сега горе. Член 24, оно што се користи од ова е... Да, значи член 24 е првиот член кој што се споменува тука од Законот за основите на системот државна безбедност. Еве што вели тој. Значи ова е член 24 од Законот за основите на системот на државна безбедност на СФРЈ. Службен лист на СФРЈ број 1584. Да.
Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност, ако е тоа потребно од причините на безбедноста на СФРЈ, односно Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во работите од делокругот на органот, може со свое решение да определи во поглед на одделни лица и организации да се превземаат определени мерки со кои се одстапува од начелото за неповредливоста на тајната на писмата и на другите средства за општење. Значи, сега во Уставот на СФРЈ може дозволено е со решение на министерот на полиција или на директорот на државната безбедност да се прислушкува. Може според образложението на Владе Милчин за потребите на владите. За потребите на владите. Тоа е целата, тука е целата приказка. Сега. За луѓето кои треба да го штитат уставот, не знаеле дека постои уставен закон, кој ги обврзува дека после истекот на година дена не смеат веќе да го користат законот на СФРЈ. Уставот биле должни да донесат закон за службата, за работата на службата на СДБ. Што прават тие? Кога се формира владата на Бранко Црвенковски, повторно уште една неуставна работа, бидејќи уставниот закон, сега ќе го споменеме тука повторно уставниот закон, е дословно прецизирано додека може да трајат мандатите на председателот избран во собранието, бидејќи уставот донесе нови, како ќе се врши избор на председател и на пратеници. Во уставниот закон не е предвидено што ќе се случи ако се владата која беше изберена, бидејќи не се избра политичка влада, Глигоров и тука како скрши уставот, па избра влада, но ќе зборуваме за тоа подоцна. Избра експертска влада и кога таа влада падна, кога изгласана доверба, според уставниот закон таму пишува многу јасно дека со падот на владата или истекувањето на поднесување на оставка на владата се распишуваат нови избори. Не постоеше друго решение освен тоа во уставниот закон. И тоа значи тоа е уставно решение. Повторно службата не реагираше на тоа кршење на уставот, на доделување неодреден избори, туку Глигоров го додели мандатот на Црвенковски. Само пред да продолжиш оваа хронологија, тука повторно мора да се навратиме на извештајот на Комисијата на извршниот совет од 66 година, која што го наведува токму ова, дека службата си правила своји нормативни акти кои што воопшто не согласуваат со уставот, меѓутоа кои одговараат на нив, или нормативни акти кои што номинално се, например, согласуваат со уставот, меѓутоа тие не се користат други правилници кои што се... Овдека за несреќа ништо не било, ни актите не биле според уставот. Тука е проблемот. Уставниот суд носи одлука дека доделувањето на мандатот на председателот на државата определува, не е точно, таму стои јасно. Во уставниот закон вели точно. Ке падне владата или ќе поднесе оставка и да за таа влада се врзани веднаш избори. Мора да има избори. Тоа сега, токму во тој период Слободан Богоевски започнува. Тој е директорот на СДБ. Подсекретар или директор? Да. Директор на СДБ. Прв човек. Значи, токму во тој период се започнува масовна една хајка против припадници и симпатизери на ВМРО ДПМН. Под плашт дека тие го рушат уставниот поредок. А имаме председателот на државата, впрочем го работи тоа не само председателот,
туку и парламентот, уставниот суд. Стојанандов, председател на собранието, уставниот суд, па сега не можам тука да ги ставам клюсеви владата, тие си имаат во други аспекти тие правеа, меѓутоа конкретно тука овие се тројцата овие главни, да. И СДБ, Министерство за полиција и СДБ. Тие се главните, и уставниот суд не реагира на ништо. Бидејќи сите прекршувања кои ги прави СДБ, ВМРО ДПМН поднесува преставки до уставниот суд. Сите се отфрлени. Значи тогаш имавме една сосема поинаква ситуација од ситуацијата сега. Да. Тогаш партијата ВМРО ДПМН не држеше само пресконференции секој ден или секој втор ден, туку се правеа реални действија кои што беа во склоп на пропишаните мерки, на пропишаниот закон, на правилниците едно друго. И тие инсистира на институционални решенија. Така да сите тие одлуки на уставниот суд постојат. И тие се доказ за кршењето на уставот, за тоа кој ја заробил државата, кој е пренел заробената држава од бившата СФРЈ, ја пренел во обидот да се направи самостојна Македонија. Она што го наведува комитетот за да се врати на денешни денови малку. Да. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент на 26 октомври минатава година носи заклучок во кој се вели: акутно свесен за извештаите и обвинувањата за врски помеѓу политичките фигури на високо ниво и организираните криминални групи, европратениците ја нагласуваат потребата да се искоренат политичките и административните врски со организираниот криминал преку јасни заштитни мерки против корупцијата и ефикасно гонење на случаи на корупција од висок профил. И ова е битното. Врски помеѓу организираниот криминал, политиката и бизнисот постоеа уште пред распадот на Југославија и продолжија по завршувањето на конфликтите од 90-те години. И сега повторно тука е повторно ме враќа мислата. Кој го пренел криминалот и корупцијата од бившиот систем во самостојна Македонија? Кој не го спречи пренесувањето? Ако Богоевски како еден од осумината кои што наводно беа за демократизација на Македонија, дали ќе дојдеме и до ова, меѓутоа еве да го поставам сега прашањето, па нека малце им зуи на луѓето во глава. Дали тој мисли на овие работи, на врските помеѓу организираниот криминал, политиката и бизнисот кои што постоеле уште во времето на Југославија, дали осумината мислат на тоа кога тие бараат промена на системот или некакви подобрувања во однос на демократичноста на новата држава? И, како што викаш ти, каде е нивната улога во попречувањето или поточно во пренесувањето на тој систем? Тие со ништо не сакаат да го попречат системот. Тој систем да продолжи во Македонија. Тој систем да продолжи во самостојна Македонија. Не сакаат да го спречат тој систем. Не сакаат да го спречат. Тие го пренесува. Да. Затоа беше целата поента. Да тие осумина да се прогласат како предвестници на демократијата, носители на македонската пролет. Сега јас не можам да кажам дека сите биле запознаени од осумината, дека сите тие правеле некоја биле запознаени со планот 100%. Сигурно неколкумина од осумината се навистина луѓе со честна идеја, со честна намера да се, бидејќи биле комунисти, тие верувале во комунизмот, дека може да се исправи грешката. И влегле да исправат грешката. Да, и сега повторно тука да се употребам со техничкиот жаргон на службата. Да. Јури Безменов ги класификува тие луѓе како корисни идиоти.
Меѓутоа, јас во белешките во црните страници на УДБА дојдов до едно малку по-пластично објаснение. Тука вика се работи за некој соработник кој што има проблеми со на работното место и службените кои вика тој повторно се поплака околу неговите проблеми, меѓутоа засега не работиме ништо во однос да му помогнеме, за да кај него се појави еден вистински автентичен револт. Значи, овие кај осумината, може би 1, 2, 3, 4, еден дел од нив биле токму такви, несвесни дека се дел од играта и навистина понесени од идеја. И тие ја продали идејата дека вистина се работи за честни намери. Но, вистинската улога на осумината, јас мора да го потребам збор осумината, така се водат. Инаку, оние кои се уште живи и кои знаат дека докрај не ги знаеле работи. Да не отидевме малку пребргу во осумината. Па сега мора така да оди. Океј, добре. Дечи тоа ќе го слушнеме или како да направиме. Да продолжиме. Да продолжиме. Осумината се искористени во една стара игра комунистичка, таму беше дозволено да се атакува на некој од врвот на власта. Тие беа две банди во власта на комунистите. Припадници на Колишевски и припадници на Крсте Црвенковски. И тие групи беа во судир. Така да оваа група сакаше да го трне Лазо. За да дојдат, ќе дојде новата група. Ќе го разгледаме нивното писмо подоцна кога ќе дојде до нив. И тој таков судир ни се представуваше како демократска борба натрево. Партијата се ослободува од кадрите. Па Колишевски беше во сенка од како дојде Црвенковски, таму 56-та година кога беше избран. Тогаш беше Колишевски тргнат настрана. Да, зборува понатаму во емисијата Богоевски околу Колишевски и неговата. Но збор ми е, значи, бил тргнат Колишевски. Да. Црвенковски паѓа таму после Ранковиќ случајот. Пак се враќа Колишевски. Значи, ние немаме вистински избор. Имаш два клана и сега тие си бираат пресок дали ќе ги биде Лазо на едниот или може би ќе биде Кој Стојчиновски или ќе биде Рајко Петко Марко или овој другиот со Црвенковски кој беа таму сега не ми текнува на мене веќе. И тоа е целата борба. А криминалот го пренесе баш групата на осумината. Бидејќи тие дојде на раководни места во полицијата, во СДБ, во Агенцијата за разузнавање. Тие ги држа клучните места. Да, воглавно, значи знаеме дека Слободан Богоевски стана после неговиот испад со осумината, беше беа вратени тие пред да се случат нови, пред да се 90-та година беа вратени на работа. Меѓутоа, значи после тие премрежија, тој стана подсекретар на службата за државна безбедност. Па стана подсекретар за униформираната полиција. Да, подоцна и министер за полиција. Да. Диневски ја работеше ВМРО ДПМНЕ. Да. Беше тој кај него има многу нејасноти, дали бил свесен или не, бидејќи него прекорот му е Маркс. Мислам дека тој повеќе од комунистичката идеја. Добро, сега не е. Не сакам да не би сакал никого Но она што е својствено за таа група, да не одиме премногу далеко, меѓутоа еден дисидент како Дане Поповски или еден дисидент како Блажо Стојановски или како Коста Смичковски, каде завршиле тие, каде завршиле овие. Тоа е тука е разликата. Овие се дисиденти, ова не се дисиденти. Ова се
војници на одреден на една струја во партијата и тие одат во првите борбени редови. Тие и ако изгубат, тие ќе останат малку настрана, ама кога ќе дојде нивниот, бидејќи ќе дојде нивниот повторно на власт. Да. Комунистите никогаш не кажнувале никого. Секој што е бил ставен во фриждер малку да се одмори и пак ќе го вратат на позиција. Зашто сега повторно да се навратиме конечно на ова што е дискусијата тука. Значи Богоевски сега признава во февруари 2022 година дека уставното устројство на Република Македонија е целосно распаднато. Меѓутоа, како што можеме да видиме, тоа не е ништо ново, не се случило во 22-та, ниту во 20-та, ниту во 18-та, ниту во 2010-та, ниту во 2000-та, ниту во 94-та, ниту во 91-та, ниту во 74-та, туку тој систем е од 45-та. Од 45-та, тој систем е. Битно е ние да владееме. А како сето тоа ќе го работиме? Нема врска. Ние за ние да владееме, ние народот мора да го држиме под една работна гладот, што го викаат тие, значи под една постојана пресија, под една ситуација на комплетно деморализирање од ново на секои 2-3 години да се обновува тој процес. А како ние ќе го нормираме тоа со устав, нормално за Западот, за светот, ние ќе направиме најдемократски устав што може да се замисли, а колку ќе се придржуваме до тоа, ќе се прашаме. Ти имаш една негова изрека. Што се хватили устава као пијан плота. Кога предсастана држава ќе даде таква изјава, што останува? Ова исто како Богоевски, што вели дека тие го почитиле уставот, некој друг ќе срушил државата. Па тој бил директор на службата, која требало да го штити уставот. Значи треба да го апси уставниот суд, треба да го апси Глигоров. Треба веднаш да реагира таа служба, да го заштити уставот. А тоа е оно што постојано се обидувам да го, затоа го поставам така прашањето. Дали ти, Блажо Стојановски и Левтеров и не знам уште некој таму, дали вие го срушивте уставот и сега ако вие сте успеале во тоа, зошто Блажо пишува поезија во Македонија, седи пензионер, зошто ти си пребеган 20 кусур години од Македонија? Ама јас бев до 2000 година таму. Значи, јас досието ми е наводно затворено 97 година. Зошто вие сте Треба да не затворат, треба да не судат. Никакви фактори не сте во државата. Ајде, не сте меѓутоа, не. Сега слушаме ја поентата. Зашто? Ако вие сте работеле кон насилно рушење на уставниот поредок и според Богоевски уставниот поредок е срушен, значи тоа значи дека вие сте го срушиле уставниот поредок, тоа значи дека вие треба да бидете власта на Република Македонија. Сега тука малку ти е грешна тезата. Бидејќи тие како служба, ако вика дека ние сме против нас постојат досиеа, постојат за некој постојат и не постојат обвинени за никој не постои. Значи тие имале веќе не имале на нишан нас, да не следат. Зошто? Бидејќи сега СДБ не го срушила системот, не го направила уставниот поредок, не сигурен го растурила. Ние сме го направиле, така ли? Зошто не судела? Зошто не суделе? Не изделе на суд, така ли? Тука е битното прашање. Добро, тогаш па се постава прашањето зошто не ве уапсиле и сега кај е нивната одговорност како службеници кои потврлиле во нивната должност. Сега, ова твоево сега ќе вреди, после ова што јас го велам, зошто не суделе, немале докази да не излезат пред суд. Ние не сме направиле никакво кривично дело. Затоа нема судски процес. Ама, има доказ дека Глигоров го прекршил уставот. Има доказ дека Министерство за полиција и УБК и СДБ, кај што бил директор Богоевски, го прекршиле уставот. Ги читаме каде е прекршен уставот, така ли? Да. Јасно стои. Нема тука, за никого нема овдека нејаснотија. Овдека судски процес трае 5 минути за ова.
Така ли? Да, ова по американскиот систем не би било судење со порота, туку би било чисто со судија, бидејќи ова е по формално правно прашање. Се е чисто. Да, нема тука така докажување ништо. Сега кој ја срушил државата? Кој го срушил уставниот поредок? Уставниот суд кој приговорите, иницијативите на ВМРО ДПМН ги отфрлил со смешни образложенија. И службата која не реагирала кога и уставниот суд не го почитувал уставот. Тогаш УБК или СДБ морале да реагираат. Тоа е нивна уставна надлежност била тоа. Бидејќи се во тие моменти е срушен уставниот поредок, направен е државен удар. И сега, во која држава, кој реагира на државниот удар? Безбедносните сили и војската. И војската, тоа е. Сега, за да не бидеме обвинети дека сме се фатиле за нешто како пијан за плот, дали за уставот, дали за ова, дали за она, да појасниме зошто е битен тој момент, тоа првобитно прекршување на уставот и уривање на уставниот поредок на државата. Што уследи на сето тоа? Уследи спорот со Грција, уследи менувањето на името, уследи менувањето на знамето, уследи приватизацијата, уследи прогонот, масовниот прогон на членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. И ова е само до 95-6. Да. И нормално сега, Северџанија е производ на тоа. Северџанија не се изроди од само од себе. Војната 2001 е производ на тоа. Да. Тука е, тоа е Рамковниот договор. Да, Рамковниот договор е после војната. Бидејќи таа цела групација на ленинисти марксисти, тоа се албанските, сите албански челници на партиите беа членови на тие такви партии. Ахмети, како се викаше оној што почина од Сотачи. Не Џафери, тој беше Џафери. Арбен Џафери, да. Он е од Приштина дојден, беше член на... Да, и тој беше ленинист марксист. Сите се тие. Така да, нивните досија постоја во службите и тие ќе беа, ако не апсени, бидејќи не направили ништо во Македонија, како самостојна држава, но ќе им беше, немаше да им се дозволи да се занимаваат со политика. И веќе ќе беа ставени во една рамка на опасни елементи, бидејќи комунистички движења, според резолуциите на Европскиот совет, се треба да се забранат. Се еднакви на фашистичкиот, односно нацистичкиот, не фашистичкиот, нацистичкиот. Така да се е многу врзано едно за друго. Затоа збориме ние затоа сакаме да тргнеме од почетокот. Сега, ајде ќе продолжиме малку да прекинеме. Значи, сега да отприлика ова е заокружено горе-долу. Па не има уште малку. Уште им сериозни работи има. Зашто сакам да подвечам како некаков заклучок барем на ова што го досега кажавме, дека во прилог на признанието околу Каракачанов, дека тој е човек соработник на службата. Сега од какво ниво нема да го, тоа веќе го објаснивме минатиот пат. Меѓутоа човек кој што соработува со службата. Сега имаме и второ признание, а тоа е дека службата дозволила, а ако не па дури ќе видиме можеби понатаму ќе дојдеме, и дека и самата соучествува. Признание од Богоевски, не сега од нашите тези потврди, туку признание од Богоевски дека службата потврдила комплетно, кикснала во својата обврска да го штити уставниот поредок на републиката. А ние покажуваме каде се киксовите, што треба да направи службата за да го заштити уставниот поредок. Значи треба да го почитува уставот кој е донесен 91 година. И тука завршува се. Значи, до сега во првите 7-8 минути
од интервјуво, 2 медаљи ни закити Богоевски. Одиме ли уште со интервјуто или имаш ти уште нешто да кажеш? Не, сакам да дојдеме сега за првата влада, да дојдеме за тоа е дали ќе го слушаме него и ќе збориме за тоа. Како сакаш да продолжиме со тоа? Зашто тој уште во воведот не знам дали зборува нешто што ќе ни даде повод да зборуваме за тоа. Да не навлечеме на некоја друга дискусија. Да не навлечеме некоја друга. Ева, хајде да го објасним и првата влада. Мислам дека не знам дали ти е спремено тука, има прашање од Ефтов околу тврдењата на Стојан Андов за тоа кој го донел. Да, тоа е кај Глигоров, тама тоа е Тоа во друга емисија ќе биде. Не, али овдека е малку, тоа ќе биде повеќе во оваа емисија. Тоа е чак 58 минута. Okay. Овдека како да го направиме? Ајде, без првата влада, да го завршиме. Не можеме да дадеме целина на ова. Да дадеме целина, вака. За првата влада или доаѓањето на Глигоров во Македонија постојат многу приказки, но го донел Гошев, па вака, па онака, па не знам. И има една која ја потенцираше и Богоевски се овде да објасни дека го праша Ефтов, тоа беше едно прашање од Ефтов, дека наводно Андов, не наводно него Андов, многу пати употребува една изјава која ја дал Богоевски во едно негово интервју кај Васко Ефтов пред 15 и колку години, 10-15 години. Во кое Андов вели дека Богоевски изјавил дека Киро Глигоров е донесен од Белград. Дека по налог на Белград е дојден за председател на Македонија. Богоевски досега тоа никош не го демантирал. Иако тоа е едно сериозно обвинување. И сигурно дека требал вака, вели, прашањето е од вестникот Сега, врз основа на што тврдите дека однесувањето на Глигоров во тие години беше раководено од Белград. Имате ли доказ за тоа? Андо вели вака. Дека Глигоров сам не решил да го даде мандатот на било кој предлог за премиер што ќе дојде од ВМРО ДПМН, туку дека тој став дошол од Белград на македонската јавност и беше соопштен од еден наш врвен разузнавач. Уште пред неколку години во телевизиска емисија на новинарот Васко Ефтов во Центар. Таа изјава Глигоров не ја демантираше, а како што знае јавноста, тој со деманти реагираше многу често и на поблаги изјави. Сега. Значи тука сакаш да кажеш дека разузнавачот на кој што Богоевски се однесува добро. Сега ниту Богоевски не ја демантираше оваа изјава до сега, до емисијата кај Ефтов, Па сега да кажам и тоа не беше некој си демант. Ама беше така, не беше демант, ама беше ставено онака до знање дека не е баш тоа така, како што вели Андов. Да, тоа го рече, меѓутоа без во никоја експлицитно да каже не, јас тоа не сум го рекол. Да. Немаше такво нешто, туку рече нешто, па добро, тој може би вржал некои работи, поврзал, што впрочем и не е некој си демант. Но има сега една друга работа, што во Македонија никој како да не постои таа изјава која е исто дадена на телевизија. На Канал 5 е сведочење на Никола Клјусев. И Никола Клјусев вели вака. Ова е следниот, да го прочитам. Прочитај го. Ова е од 2011-та. За тоа ли станува за вториот? Уште горе. Уште малце. Ево ја тука е. Аха. Сведочење на Клјусев. А не е го добро. Чекайте. Само тоа со синото што ти е. Со синото, се собравме во вилата. Да. Се собравме во вилата на Михајло Апостолски. Тоа е генерал од Втората светска војна. Генерал академик. Се собравме во вилата на Михајло Апостолски, кој беше оженет за сестрата на Киро Глигоров, Цвета. Таму бевме јас, односно Клјусев, Ѓорѓи Наумов, Јордан Мијалков и Борис Мејковски.
ние одлучивме дека преку Пане Велев треба да го вратиме Киро во Македонија. Затоа што тој има доволно искуство да ја води државата. Толку. Многу интересен збир на луѓе, особено тука не можам воопшто да го најдам Пане Велев, која му е неговото својство. И Борис Мековски. А и Борис Мековски, па и Ѓорѓи Наумов. Не, Ѓорѓи Наумов, Клюсев, Мијалков. Да. Тоа е штипската. Тие се сите... Вредно, Клюсев е професор на факултет, Ѓорѓи Наумов е нешто слично во тоа време? Не, Ѓорѓи Наумов е правник, мислам, беше. Но Ѓорѓи Наумов и Јордан Мијалков беа неразмени пријатели. Тие беа влюбеници двата во боксот. И доаѓа стално на мечеви. Значи сега тука имаме едно друштво кое што не е некој си државен врв, кое што не е... Да, со нив беше пријател, близок пријател, председателот на Уставниот суд Јордан Арсов, исто од Штип. Мијалков во ова време е што? Ова е пред да бидат... Пред изборите. Пред изборите, значи никој не е министер. Не. Тие се... Сега интересно е што тројца од овие завршуваат во владата. Министри се... Кои се сега? Значи владата, тоа е и ова како може да не го знае сега УБК. Вакви собиранки, вакви разговори, кроење на... Па да, ова нели е некаков си, што ти знам, заговор, антидржавен заговор. Бидејќи ова се случува според она што јас можам да имам некои мои анализи, бидејќи постоеше една, мора да дојде на пошироко, што да правам сега. Ова се историски теми, историски разговори и не може ова да се... сечеме на 2-3, ако да, е ова не може да се прави на кратко. Овие работи, ова е наместо книга да читате, треба да ги слушате овие работи. Тука мора да се спомене седницата на комплетниот состав на председателите на општинските комитети на ВМРО и избраните пратеници помеѓу првиот историјот круг. Кој влегува во првиот круг. Да. Кој што победија од првиот круг, влегува во парламент. На Велешкото езеро. Уствари беше тоа после историјот круг, остана само прегласувањето за уште неколку тие кај што имаше жалби. Спорни места. И беше одржан на Велешкото езеро состанок, веќе се знаеше дека ВМРО е победник на изборите. Остана да се изгласа уште во Куманово имаше една изборна единица, не знам уште каде, но веќе бројките беа, јасна беше разликата дека ВМРО ДПМН ги добива изборите. На тој состанок требаше да донесе одлука што ќе се прави дали ќе се преговара со другите партии за правење на македонска влада. И јас бев поканет, иако не бев член бев таму присутен на тој состанок и многу убаво што јас како неутралец така имав една шанса да овие работи да ги видам, да ги слушнам. Кога првиот дел се дојде до некој така начинен договор, што да се прави, како да се прави, дека ќе се преговара и на паузата сакавме да се тргнем за Куманово, бидејќи мислевме дека се е готово и тогаш Љупчо Избејкова бе вика треба да останете сега, вика, да останете на вториот дел, сега ќе биде интересно. Ајде го послушавме, не знам што, не сакаше да каже што е тоа интересно. И како почна вториот дел, Љупчо зеде збор и најави дека Голубовски поднесува оставка и беше договорено оставката се прифати едногласно, дека Голубовски, ако беше избран за пратеник, ќе остане во редовите на ВМРО ДПМН, дека оставка од секретарската потпредседателска функција и дека нема да коментира, нема ова да излезе во јавност, ќе остане тука, оставка од здравствени причини. Што била работата? После разбравме што е работата. Љупчо кажа некој збор, дека
Голубовски договарал и преговарал со Трпеновски и Григорije Гоговски. Тоа беше владата на извршниот совет. До тогаш, Тоа е последната влада на Социјалистичка комунист. република Да. Македонија. Дека таа влада ќе биде влада предложена од ВМРО ДПМН. Со неколку измени, во кои би влегол некој, дали Голубовски уште некој од луѓето блиски по линиите на службата на таа уфрлени во таа влада како ВМРО-овци. Значи влада која што ќе биде под палката на Григорije Гоговски, Да. а во неја ќе влезат некои си известни. Два тројца можеби. Извини сега да не те дефокусирам, меѓутоа нели е тоа де факто што се случи со владата на Клјусев? Па тоа е затоа сега овој состанок, бидејќи тоа пропадна. Таа идеја пропадна. Партијата не дозволи да се случи такво нешто. Рекоа дека ќе преговараат со Гошев и со Андов да направат македонска влада, која ќе трае година и пол додека да се направи самостојност, да се направи нов устав и да се спроведат потоа избори, чисти политички избори, која партија ќе освои на тие избори мнозинство ќе формира влада. Ова ќе беше составена влада од 3 партии, од реформистите на Андов, комунистите на Гошев и ВМРО ДПМН. И веќе се знаеше дека ќе идат преговори. Тоа била голема игра, да се купи време за да се направи оваа стратегија, да се донесе Григоров. И затоа е тој состанок во вилата на Михаил Апостолски. Од оваа група на ВМРО-овци. Бидејќи Да, повторно за помладите, јас го наведов тука Пане Велев. Пане Велев е инспектор на полиција од Штип. И тој млад човек. Бајаги млад, јас го памтам Да. него. Мене, мислам, зашто името толку ми удри во очи. За Пане Велев никој немаше слушнато до победата на Лјупчо Георгиевски на ВМРО ДПМН со 98 година во коалицијата со Демократска алтернатива. И тогаш тој беше назначен за многу висок функционер. Да, мислам беше дали околу со Љубе Бошковски беа главни, Станинов, Љубе Бошковски и Пане Велев беа страф и трепет за олигарсите. Да. Така да го преведеме на... Тоа беше... Така збориме, страф и трепет. Да не... И тука сега се случува таа, додека трајат преговорите од една страна и наводно се постигнува договор. Оваа група веќе работи со... Веќе се активира и почнува пропагандата да се шири од... на Ѓорѓе Новов синот беше високо позициониран во ВМРО. Да. Беше околу Лјупчо. Во таа група беа советници, тие оде на преговори, мислам тој одеше на преговори со Лјупчо, во нивниот стан некој се воделе преговори помеѓу Гошев и Андов. Така, сега не можам да, веќе помина 30 години од тоа. Но доста има пишувано, треба да ги најдам сите тие, да ги, сега зборам повеќе така од... И кога имаше една случка, веќе кога ден или два пред да се постигне конечен договор, прифатија Андов и Гошев како ќе оди, дека владиката Михаил ќе биде председател на државата, како предлог на ВМРО ДПМН. Гошев ќе биде премиер, а Андов председател на собрание. Тоа беше една. И министерските места ќе се делат после, ВМРО сакаше да го добие, полиција да ја добие, тоа беше. И правда, но ден или два пред неделата пред Божич, пред тие во неделата се Бајле беа кај се сретнавме со
Јас со шурата, со баџанакот на Јордан Арстов бев многу близок пријател покрај бизнисот. Така да си запознав со Јордан Арстов, председателот на Уставниот суд, кој беше од дел од оваа група. Многу беа блиски. Тука беше и Хроват, председател на Стопанската комора на Македонија во таа група. Мислам, се позиции многу битни а кои не се ударни, кои не се онака. Тоа некој би го нарекол можеби нешто еден вид на сива еминенција. Сива еминенција, точно така. И сега разговараме, знаеш, јас сум од да не речеме длабока држава. Да. Јас сум од кај Љупчо, од кај ВМРО ДПМН, тие се од старата комунистичка гарда и разговараме пред зградата на Интеримпекс. И додавме договор за влада. И мислам дека во недела веќе ќе биде се познато. Глигоров Михајло ќе биде председател, а владата ќе биде Гошев премиер, така и Андов председател собрани. И ми вика Јордан Арстов, не е така. Вика премиер ќе биде Клюсев, а председател ќе биде Глигоров. Чека сега, се знае влада, чека не може така. Клюсев воопшто барем немаше во никаква немаше. Може би за оние кои што се навистина биле запознаени со политиката, може би бил познато име. Да, а беше професор на факултет. Имаше по една афера, беше познат, но да не е збор да. Меѓутоа од овака во тие денови како политичка личност, мислам дека никој не би можел да помисли на и сега одеднаш и поентата ми е можам да замислам каков би бил твој шок, например. Сигурно не би било толку голем шок за тебе, доколку рекол нема да биде Петар Гошев, ќе биде Стојан Андов, ќе биде премиер. Или ќе биде Дзинго. Што тие беа барем... ова беше договор постигнат помеѓу Андов. Се е завршено во ред. Политички партии. Овие се луѓе кои немаат врска колку што ја можам да кажам. Овој ќе биде председател, толку барем по мои сваќања, толку и тие знае. Меѓутоа, муабетот ми е абсурдот е уште поголем, зашто сега лице кое што не е вклучено во овие преговори, кое што е аполитичко, тоа е Уставен суд, што не треба да има врска со не било кој. И сега одеднаш и уште сега и уште озгоре на тоа зборуваме за лице кое што не е никаде не фигурира во овие преговори. Ама сега уште нешто. Зборува кој ќе биде премиер на влада. Да. Ајде, Глигоров беше по некоја варијанта во игра да биде председател. Бидејќи тој учествуваше во изборната трка на СКМ ПДП. Го водеше Гошев со него на митинзи. Но. И во неделата се враќаат, јас бев во Скопје, чекавме да дојде Љупчо од Велесот кај владиката Михајло. И доаѓа Љупчо, се е готово, може да кажете кој ќе се врати во Куманово, дека утре се бајле, да чукат камбаните, владиката е да ја обзнанат на верниците кои ќе дојдат на божична литургија се бајле, дека владиката е председател на држава. Тоа беше пораката да одите во црквите да кажете на вашите попови. Да. И сега одеднаш утрето се бајле рано, нема ништо, Љупчо се јава дека договорот пропаднал. Дека седницата на комунистна на СКМ ПДП, Централниот комитет ја отфрлил договорот на Гошев како неважечки. Сега одеднаш викаш како може Гошев дојде на преговори ако не бил овластен или не се консултирал со никога. И тога се случува тој преврат. Веднаш излегува дека Глигоров е кандидат на председател. После тие перипети, сека да не губим време околу тоа, веднаш не го избра, на вторите го избра по втор пат. И сега доаѓа до доделување на мандат. Мандатот требаше да додели на партијата која има најмногу пратеници. Да и се даде мандатот. Нешто во стил на канадскиот систем, каде што партијата која што освојува најмногу пратеници добива право да прави влада, а не
партијата или група на партии кои Која што ќе направат мнозинство. Да. И мандатот треба да го добие Лјупчо, ВМРО ДПМН, Григор не го дава мандат. Одеднаш тој смислува дека тој треба да му дадат мандатарите, па тој да одбере мандатар од ВМРО ДПМН, за да види каков е тој, дали му одговара на него. Да, заборав точно како беше конкретниот цитат, меѓутоа дека тој се чувствувал дека тој требал да го провери моралниот карактер на кандидатот. Дали тој ги задоволува, дали неговиот профил ги задоволува потребите на функцијата. Нешто така беше приказка. Да. Нешто што никаде го нема ниту во уставот, ниту во никаков законник, затоа што Киро Глигоров или председателот на републиката не е крал, не е цар, не е Господ Бог. Уставот не му дал. И нема, а уставот него надредува над се. Да. Има процедура која треба да... И тој ВМРО му даде 3 кандидати. Сега, просто има британскиот систем и канадскиот систем има над владата, има крал или кралски представник. Па кралскиот представник не прави ова што Киро Глигоров го направи, да го цени моралниот карактер или профилот на предложениот влада, ако не чини премиерот и составот неговиот ќе падне и ќе на нови избори. Нема тука што да одличува тој. Да. Но кадата игра е сега ни е јасно зашто било ги тогаш ги одбива сите тројца и ќе прави експертска влада. И тогаш изнегува дека владата ќе биде Клучев премиер, изнегува дека Јордан Мијалков, Ѓорѓи Наумов а Блаже Ристевски, кога пропадна идејата пропадна планот да го изберат владиката, Блаже Ристевски понуди на ВМРО ДПМН да него го кандидираат за председател на државата. Блаже Ристевски, сега за помладите како мене, јас често ги мешам Блаже Ристевски и Блаже Коневски. Блаже Коневски е креаторот на јазикот. На јазикот, да. Така наречениот. Да. А Блаже Ристевски е историчар. Историчар, да. Да. Еднакво ревидиран Ванчо Михайловиќ. Да. И не знам колку е впрочем ревидиран. Ама тоа е голиото ти се остана сталинист. Ванчо Михайловиќ или сталинист, извинете, рече дека ревидиран Ванчо Михайловиќ. Да. Ама ревидирањето е голоточки, затоа го споменувам. Така да тие никош не ревидирале. Тие се останали си комунисти. Добро, јас го сватив тоа малку посериозно, бидејќи Блаже Ристевски има кажано баја ги работи кои што го рехабилитираат Ванчо Михайлов во однос на бугарските... Добро, да не одиме сега натаму. И, значи, тој бил навистина Ванчо Михайловиќ. Да. Затоа треба да биде суден. Но, затоа што ревидирал, не е суден. И е воден, до свето му е фолклорист. Да. Така да, тој бил не е... И сега, таа влада, се избира таа влада, Глигоров тогаш го оведува правилото да има и албанци во владата, да биде влада на братство и единство. Да. И тргнува возот кај што трга. Значи, да, Киро Глигоров... Тука не реагира повторно државната безбедност. Да, државната безбедност која што до тогаш 45 години се бави со гонењето на Ванчо Михайловичкиот елемент, особено во верзијата која што тие го толкуваат, односно толкувањето на Ванчо Михайловизмот, кое што е нели наводно правење на Македонија како некаква си мултикултурна, мултиетничка држава, а еве сега имаме човек кој што прави од Македонија токму тоа. Не, сега пак одиш на една друга страна. Идејата на Тито е братство и единство. Да. Така да овдека ова влада си го тера точно комунистичкиот модел, Титовиот модел. Да не ги буниме луѓе. И таа влада е на братство и единство. И затоа е така направен.
да има и албанци во владата. И сега нели беа тие исти албански партии кои што правеа референдум за или рида. Рида? А тоа е оружје, тоа е целата игра. Сега да не одиме, јас се обидувам да држам еден... Добре, но зборуваме за распадот на уставниот поредок на Добро, Република нив ги Македонија. апсија, ги судеа, потоа настана помилување од политички причини. Но тие беа од Лиридата и Невзет Халили, беа осудени. Така да тука реагираше, ама не реагираше на државниот удар со непочитување на изборната волја. Тоа е големиот проблем. Значи, демократијата беше сосечена на првиот секор. Не постоеше, бадијала беа демократските избори. Зашто Глигоров како суверен се постави, благодарејќи на службата и на Уставниот суд, значи две институции во државата кои требаа да не го дозволат тоа, стоеа за Глигоров, а стоеа затоа што тоа беше директива од Белград, за да Македонија не се осамостои. И тоа е делот кога зборуваме за големото непочитување на второто непочитување, го објаснивме прегеска со изборите 92 година. Но тука има уште изборите кои што не се случија 92 година, Да. со падот на Клюсев и избор на владата, избор на владата на тука Црвенковски. направи Григоров уште поголеми. Му го даде прв пат мандатот да го испочитува уставот, му го даде на Љупче. Љупче го врати мандатот веднаш, неколку дена дека не може да направи влада. И Григоров го додели мандатот на Петар Гошев. СДС. Не му го даде тој му го даде на ВМРО, па не мандатот на Љупче. Љупче е Гошев го врати мандатот после истекот на мандатот, уште неколку дена го држи, го врати. Григоров го даде повторно на СДС на Бранко Црвенковски. Направи избор нов на во СДС и Црвенковски стана председател во тие денови. Тоа е конгресот кога СКМПДП се промени преименуваше во во СДС и тогаш Бранко Црвенковски стана лидер на партијата. И сега тука има уште една многу важна работа. Тогаш на тоа решение што го читаме од прегеска, тука, во решението стои дека се постапува по правилник за работа. Правила за работа на СДБ службен весник на Република Македонија, ова е битното, Да. посебен службен весник број 1092. А по предлог на подсекретарот Да. на Богоевски. Слобо Богоевски. Така, значи овдека е да објасниме што значи ова. Правилникот е донесен во октомври 92 година. Го нема правилникот. Ако нема правилникот, мислам дека имамо, дали не беше тука. Бред. Терај ти со твоето, јас ќе Нема правилник. Правилникот е објавен во таен службен вестник. Повторно тоа сакам да неуставно, текстови го имаше тоа. повторно неуставна на таа го имаш таму, кај што беше прегеска. Повторно неуставна категорија. Во уставот многу јасно пишува дека сите акти, закони се објавуваат во службен вестник на Република Македонија. Не постои таен службен вестник. Член 52 Така. на Уставот на Република Македонија вели дека законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила, а законите и другите прописи се објавуваат во службен вестник на Република Македонија најдосна во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Никаде во Уставот не може да се најде било каква ставка во однос на посебен службен вестник. службен вестник. Да. Таен. Значи тоа е сигурно во посебниот, односно тајниот устав. Пишуваат во ти не го дочита тоа горе на решение. Не, Да. зборувам посебниот, односно тајниот службен вестник, сигурно е уреден во тајниот устав на Република Македонија. Да. Не постои тајен устав. Така да постои само СДБ, кој си го толкува уставот и го крши. И сега, како може да каже дека растурена држава? Која е растурена држава? Така ли? Па, ти Блажо за тоа што сте објавувале во тајен службен вестник. Да.
сега во тој правилник е по старата удбашка школа е уредбата за да се прислушкува без судски налог. Тука е направено и таму се повикува во тој правилник се повикува на уставот на СФРЈ, на член 24 од 84 година. Што го читате Да. Значи, видите која каква каша попара. каша попара е сега. Да биде белјата уште поголема. 95 година се носи закон. Значи, после 4 години од носењето на уставот, МВР носи закон. И се носи закон и за СДБ. Во законот, повторно правилникот за прислушкување се уфрла. Ово е 1092. 1092 по иста форма, да може министерот да подпишува. И еве, ова белешка е од 96 година. За ова решение зборуваш? Да, за тоа решение. Решението од 90 евидентен број 96, 15, 24, 1, да, 96 24 1 96. Значи, Да. неколку месеци после досењето на новиот закон за МВР. Еве го, тој закон е објавен и во службен вестник. Да. Оди малце. Еве да го прочитаме, еве го службениот вестник, ајде да го прочитаме Да. воведот. Прочитай го воведот. Тоа како ќе им дое, тоа е правната основа на која се отвара, се прави ова решение. Значи 24.1.96 година, врз основа на член 29 и 33 од правилникот за работа на ДБК, службен вестник на Република Македонија, посебен службен вестник број 10 од 31.10.95 година. И член 3 од упатството за постапката и начинот на примена на оперативно-технички средства и методи од работници со посебни должности и овластувања во Министерството за внатрешни работи, а по донесениот предлог на директорот на ДБК, подпишано од министерот Не, за ова внатрешни решението работи. подпишани со Решението. министер. Сега, сакаше нешто да читаме од службениот вака, вестник? овдека тука се што се направи, да не направени измени, собирање на податоци. Кој може да собира податоци. Иако тоа е неуставно, повторно во тој Да, ова се коси со член 17. Да. Собирање на податоци член 19. Значи ова е за ова е во однос на овој указ за прогласување на закон за внатрешни работи. Значи ова е за законот за внатрешни работи на Република 95 Македонија година. од 95. Во неговиот член 19 се вели: во вршењето на работите од својата надлежност, работниците на управата можат да собираат податоци, известувања и информации од граѓани со користење на јавни извори, вклучувајќи увид во регистри и збирки на податоци. Што, окей, тоа е во ред. Како и запирка, и сега, запирката е многу опасна работа. Многу опасна работа. Како и со примена на посебни мерки и постапки за тајно собирање на податоци согласно со закон. Со кој закон? Вика. Сам законот кој што се повикува самиот на себе си. Да. Член 23. Управата може да собира податоци со користење на посебни мерки и постапки за тајно собирање на податоци под услови и на начин пропишани со закон. Повторно закон со законот во кој што се повикува, односно во кој што чишто дел се овие членови се повикуваат на тој закон, што е еден абсурд. И сега, значи, имаме уште Слобода Богоевски директор на подсекретар или директор на ДВК и уште тој 97 некаде. Да, така кога е полиција и политика. 98 тој поднесува оставка, ама е до 98 некаде ја води службата и потоа треба да го наследи Зоран Верушевски. Така ми се чини е. Значи, промената на министерот не го менува, него... Не, тоа останува. Во ред. Има уште нешто тука, треба ли да најдам во текстов? Па не треба више што да наоѓаш. Мислам, ова е веќе предоволно да увидиме дека извор на
на кршењето на уставот, на на несигурноста и пропаѓањето на уставниот поредок. Од каде е? Па еве сега таман како Да. една машна на сето ова да го прочитаме Извештајот. и заклучоците од извештајот на комисијата на извршниот совет на собранието на Сојуз односно Социјалистичка република Македонија за испитување на состојбите во органите на државната безбедност во републиката од 1966 година, значи ова е како производ на аферата Ранковиќ. И тука се заклучува дека некои работи и действија на органите на државната безбедност биле нормирани со правилници, решенија и други нормативни акти во спротивност на уставот и другите законски прописи. Дека исследувањето на СДБ немале за цел да се утврди материјалната вистина, туку по секоја цена да се докаже сомнението, поради што извештаите и другите материјали што се внесувани во досијата на одделни лица не само што немаат карактер на безбедносен материјал, туку значат регистрација и завлегување во меѓусобните односи и дека системот и методот на службата за државна безбедност представувале најфлагрантни повреди на уставноста и законитоста, тотална контрола на општеството, узурпација на уставните и законските права на граѓаните. Значи, ова е ситуацијата во 66. Сега, прашуваш за мене за Блажо. Тоа ли е... Да, Ние ова сме- не го пишува Дане Поповски, не го пишува Ванчо Михајлов, Не го пишувам јас. не го пишува кралицата на Англија, не го пишува агент на ЦИА, ова го пишува извршниот совет, владата на Социјалистичка република Македонија. Тогаш Крсо Црвенковски е човек број еден Микрофонот во... малку доближува. Крсо Црвенковски е човек број еден во на комунистите, главниот човек и затоа овие се извештаи така. Тој се обидува да направи промени, ама го јаде помрачината. Да, Крсо Црвенковски ќе биде интересно да Ќе го направиме на ќе емисија направиме околу друга него, емисија, но затоа што еве тој е го- многу интересна личност во историјата на Еве Македонија. го ова што тебе те мачиш цело време. За мене и за Блажо. Ние сме навистина рушители на уставниот. Гледаш како работела службата. Тоа што го крши таа уставот. И тука вели дека службата што вели, закон не почитувала устав, ништо. Надворот се работела. Правилници и нормативни акти во спротивност со уставот и другите законски Тоа прописи. се тие правилници и акти што ги читавме досега. Да. Сега тоа не е прогонувано. Значи, неуставно сме прогонувани ние обични луѓе кои некои сме кажале Тито ваков или онаков или нешто некој кажал. Или сме застанале зад идејата за самостојна Македонија. Блажо застанал зад идејата со Лефтеров за повеќе права да формира самостоен синдикат. Да не биде синдикатот под капата на партијата комунистичка. И сега Блажо е против уставот, а уставот гарантира работничките права. И здружувања Издружувања од било како. од било каков карактер. Така да, како... Тука е и сега Богоевски изигрува Дева Марија, друг некој го уништил системот, друг некој ја направил Македонија полоша него што била во СФРЈ. Што сака човекот? Место да гние во Идризово, тој потоа во емисијата вели дека тој станал човек на некоја правна на некој здружение на неправилно осудени и кои сега се борат така дошол Заев на власт, ама ги излажал нив, не го спровел тој, но очекува сега да се спроведе тој закон и тие да добијат обештетувања што биле прогонувани. Што да кажеме ние, кој наскане тие илјадници луѓе, 10.000 луѓе кои се неправилно прогонувани, неуставно гонети. Ако за нив, за нас не важеле устав, и за нив треба да не важи устав, така ли? Па така е, тоа е барем некое минимално ниво на фер. Ама не може. Тие од позиција на сила го кршеле уставот. Ние не сме кршеле устав. Не сме направили ништо што е народ од уставот. Тие кршеле устав. Тие уништиле државата. Тие го пренеле криминалот. Што сега го зборува Европскиот парламент, што носи
заклучок. Значи тоа ќе влезе во една од нормативите за добивање за влез во ЕУ. Нема да Македонија ќе ги почне преговорите, да кажем, ајде ќе почне. Ќе ги прифати бугарските барања и ќе почне преговори. Ќе дојде до точката до параграфите 23 и 24, тоа е законодавство и тука веќе нема мрдање. Една работа која што нема барем со тебе да ја дискутираме, може би околу ова ќе направиме една емисија со Перо, меѓутоа тука вреди да се спомне голем дел од интервјуво во центар на Богоевски со Васко Ефтов е некакви историски дискусии. Да. И некаде таму во дискусијата, посебно околу новата сега историја која е кова на македонскиот народ, која што повеќе личи на некои работи кои што можеби, па дури и Паско Кузман би се засрамил да ги изборува. Тој вели дека историјата не треба, неправилно е проучувањето на историјата преку документи. Да. Тој не го вели за друго, сега малку да не треба ние да ја гледаме документите. Решенијава подпишани од него, неуставните, уставот, не треба да гледаме тоа. Треба да го слушаме него што зборува. Тоа е неговата поента. Само ја протнува сега во една друга форма, која за луѓе во Македонија, да, ние сме антички, ние сме тука, Македонија е извор на се. На се. Кирилицата стара 6000 години. Така да ова си има, бидејќи ти да го разбереш како да разбереш удбаш, од ваков калибар. Богоевски е сериозна работа. Не тоа е еден од врвните. Да. И тој што реше на почетокот. Тие се профилирани да ги двојат. Да прават една своевидна когнитивна дисонанца. Значи, на работите. Она што тој го направил како злостор, тоа не постои во неговата свест. Да. И затоа тој, за него е нормално што документите не важат за него. Не важат за него. Важи она што тој си го ставил во глава. Значи во фиоката која што треба да стои тоа што е во документот, тој ја брише таа фиока, става друга фиока во која што вика ние направивме се, јас сум супер. Мислам да прекинеме. Па мислам преку час и половина доаѓаме. Таман мислам дека го покривме ова прашање од сите страни. Имаме, како што рековме, уште неколку точки одвоено за дискусија, кои што наредниве 2-3 во недела до 2 ќе ги изнасимиме. И сега ќе ги слушнеме денешниот продолжение кое го најави дека ќе биде интересно. Ќе зборува повеќе за Глигоров, повеќе ќе зборува за уште некои работи, така да... Па, баш околу овие албанците, Вујко Стрелец мама, дали тие имале досија, дали тие биле соработници, но друго. Значи, сега повторно ќе не убедува, при очи ќе не прави слеп. Не сме го гледале, ова е моја предпоставка. За оние досија кои што излегоа пред 10 години, Вујко Стрелец мама, Ибар, односно за раководството на ДУИ и на мислам и на некои други политички партии на албанците, меѓутоа во беше на ДУИ. Овие беа сите од ДУИ. Она подоцна ДУИ. Да. Веројатно ќе ни кажува и тоа дека е некаква фата моргана. Па сигурно. Значи, како што рековме, мислам дека доволно е за оваа емисија. Текстовите кои што ги користевме делови од нив, ќе ги ставиме нормално доле во линкови на описот на емисијава. Сите тие вредат сами по себе да се прочитаат за она што тие го опишуваат. Да. Иако не се пишувани се години пред ова интервју, меѓутоа токму за тоа вреди да се читаат архивите односно старите колумни на Котле и на Македонскиот информативен центар, за да се види дека од една страна она што ние го зборуваме, ние не отстапуваме од тоа, од друга страна
приказната на официјалните гласници на македонскиот режим се менува по потреба како ќе дувне ветерот, што е денешната потреба. А причината зашто нашите ставови остануваат исти е токму поради фактот што ние се водиме по светскиот пристап кон историјата и кон правото, а тоа е водење по со документи, со кажани, снимени изјави, и нормално логичко поврзување на тие работи каде што има врска. Да. Може да правиме врски каде што нема. И поради тоа тие тези остануваат. Единствено што се случува кај нас е на тезите само им се додаваат докази. Да. И тврдењата стануваат се по тврди, утврдени, по-здрави, по-силни и по-овоочливи за луѓето кои што не се вмешани во овие настани, како што например си бил ти вмешан ти, да можат и тие да го видат она што си го видел ти можеби пред 30 години. Но има тука уште една многу битна работа. Ако сум бил човек кој го интересирала позиција во тие, да бидам политичар, да дојдам да станам пратеник или да бидам некоја функција, не би го видел се ова. Па би морал да бидеш свесно самозаслепен, затоа што тогаш ќе се морал да земеш нечија страна. Да. Во сите тие превирања ќе се одбирала страна, ќе си правил математика кој ќе победи, да му се приклучиш. И тука веќе нема вистината. Тука се веќе интересите. Да. И затоа јас можам да зборувам за себе, бидејќи ама со ништо не сум бил оптоварен дека ако кажам дека ова не чини, тоа ќе ми наштети не. Да. Мислам, во мојата политичка кариера. Ми наштетило во мојот приватен живот. Во вистинскиот живот, да. Тука можам да додадам уште една причина зошто луѓе кои што се политички активни, кои што имаат политички амбиции, несомнено мора да активираат таа функција на самозаслепување, а тоа е едноставната причина што не може човек да живее со таква совест. Да. Доколку си дозволиш едноставно, овде има една изрека, поарно е да не знаеш како се прави кобасицата, како се прави сучокот. Значи, ако видиш каков е процесот, ако си дозволиш да го согледаш целиот процес, например, ти не можеш да учествуваш во игрите кои што се обидуваат да те вклучат тебе во тие игри, бидејќи знаеш кои се што му се прави на човекот, да, за да влезе во таа игра, и второ, кои се резултатите на таквите игри, не само за себе и за своето семејство, туку за поширокото општество. И тука несомнено мора да има едно свесно, активно самозаслепување кај луѓе во кои што учествуваат во овие процеси, за да можат тоа да го истераат. Инаку тие ќе се фрлаат од згради, ќе имаме јапонски сценарија, харакири, да, ќе имаме масовни самоубиства на политичарите и на сите оние вмешани во тие случувања, што очигледно го немаме, што сугерира дека тие луѓе го прават она што го спомна Богоевски во почетокот на емисијата, не го вклучивме ние во нашиот вод, меѓутоа тој зборува дека тие се профилирани, едноставно да ги двојат работите и да не поврзуваат една точка со друга. А тоа е, значи, ова е една од тие причини. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека останате со нас до крај, дека ќе бидете повторно со нас во нашата следна емисија и дека ќе ги ширите овие емисии. Дали по социјалните мрежи, дали на старовремски начин со споделување на линковите во вашите директни пораки, во емајли, или ќе ги едноставно ќе ги прераскажувате овие работи на вашите другари, дали ќе организирате дружби кај што ќе ги гледате овие емисии, изберете вие начин на кој тоа ќе го работите, меѓутоа
клучно е дека мора овие работи да ги прифатиме, да ги свариме, да ги интернализираме, што би рекле американциве, и тие работи полека, но сигурно да почнеме да ги прераскажуваме и она што е побитно тука, да ги соочиме, да ги воочиме правилните и неправилните потези што се направени и да знаеме како да се однесуваме согласно со тоа, односно согласно со нашите вистински морални вредности. Okay. Ви благодариме на вниманието. Се гледаме во некоја следна пригода. До гледање. До гледање.